господине Джафери. Господине Милошовски, во прашање дали имаме демократија во целата постапка или немаме демократија. Што значи демократијата? Демократијата значи процедура, загарантирана процедура, во која што секоја засегната страна ќе може да го искаже своето мислење и да учествува во процесот на одлучување, со гласање или со приложено мислење. Во оваа ситуација, со злоупотреба на европското знаменце, со бегањето на СДСМ од дебатата, со забраната да има јавна расправа на која што би се поканиле професори од правните факултети, професори од Институтот за македонски јазик, професори албанолози, експерти за турскиот, за босанскиот, за ромскиот, за влашкиот јазик, ние практично ја нарушуваме процедурата преку која и нарушуваме демократијата. Дали овој закон се носи по процедура како што треба? Не. Дали тоа значи дека овој закон е недемократски? Да. Втора работа и второ клучно прашање, суштинско прашање, дали овој закон е во согласност со Уставот? Апсолутно не е. Од 25 члена во овој закон, единствено последниот член, 25-тиот, кој што предвидува дека се укинува законот донесен 2008 година, само тој член е уставен. Ништо друго во овој закон не е уставен. И трето, и клучно прашање. Одговорноста ја носат оние кои што се обидуваат да го протуркаат овој закон. Дали овој закон е во согласност со клучните позиции гарантирани со Охридскиот рамковен договор, кој што гарантира унитарна држава со граѓански карактер и мултиетничко општество. Тоа се првите реченици од Охридскиот рамковен договор. Со ова ние немаме унитарна држава, заради тоа што правиме двоен правен систем, немаме граѓанска држава, имаме држава на етнички колективитети, и тоа само на два, другите ги ставаме во втор план. И трето, дали ова е мултиетнички закон? Апсолутно не е мултиетнички закон, ова е биетнички закон, со кој што практично ние апсолутно ги дискриминираме јазиците на помалите етнички заедници, кои што се спомнати адекватно и еднакво со другите две поголеми заедници во Република Македонија, и со македонскиот народ, но и со делот на албанскиот народ кој што живее во Република Македонија. Според тоа, овој закон нити се носи во процедура, нити е демократски, нити го гарантира Охридскиот рамковен договор, нити можеме да кажеме дека не е дискриминаторски. Затоа СДСМ бега од дебата, затоа нема јавни расправи, затоа никој од СДСМ не е пријавен за дискусија, односно не дискутира. Тоа е многу логично и многу јасно. Благодарам.